Спортско-рекреативен едукативен центар Маркови кули Прилеп, вистинско место за спорт, рекреација и здрав начин на живот. Главен адут на овој спортски комплекс е Олимпискиот базен, кој нуди одлични услови за едукација, професионални тренинзи и освежување во топлите денови. Условите на базенот се идеални. Значи, единствен базен можам да кажам во градот дека ги спомнува сите услови, можете како што можете да видите. Значи, за сите можни категории на деца имаме услови. И затоа имаме огромен успех во врска со пливањето и многу сум вака задоволен што и во градот пливачката култура дојде на многу високо ниво. Овие 29 години работа, значи дојдовме до огромен процент на добри пливачи, усовршени пливачи, што може да одговора секаде во сите води. Веднаш до Олимпискиот сместен е малиот базен, специјално дизајниран за безбедно уживање и за првите пливачки лекции на најмладите. На овој градски базен имаме голем број на деца кои што се поделени во категории на пливање. Од најмала возраст па се до повозрастни години. Поделени се према познавањето на пливањето, така да се развива спортот во Прилеп доста на високо ниво, солидно ниво. Условите како што гледате се тие што мора да ги искористиме. Ги користиме во сезонски, само во летниот период. Така што неминовно ние мислам има потреба од затворен базен да се направи за овие пливачи и понатаму да продолжат со своите квалитети што поседуваат за да постигнуваат и доста повисоки резултати на повисоко ниво, па и да представуваат и Прилеп и Македонија пошироко. Едно од животните училишта, кое што секој дете треба да го поседува, е пливањето. Пливањето е многу важно за секој еден поединец утре да може да се развива правилно. Тука во овој простор, заедно со управата на базентот, успеваме да анимираме плејада на деца. Тоа го работиме сезонски и многу добро ќе биде доколку сега ние ова го зборуваме од наш професионален аспект и упатуваме апел до надлежните и до сите заинтересирани што сакат да помогнат ова да прерасне во една традиција. Од школи за пливање да формираме еден градски спортски пливачки клуб каде што децата со помош на селекција ќе можеме да ги ставиме во хомогени групи, каде што ќе можеме да го продолжиме овој процес на обука во надпреварувачки дел, да формираме клуб и децата посебно да го представуваат и градот и државата. Сега ние зборуваме за едукација во пливање. Овие деца се спремни да пливаат со едно влегување во вода до 2 километри, до 3, до 5 километри должини, да ги испливаат сите пливачки дисциплини, краул, гранно, делфин, прсно. Значи, грбно го изоставив. Значи, стварно се работи на едно супер високо ниво и резултатите се одлични. На крајот од летото, тука еве би ја искористил и ова прилика да ве поканам, да дојдете да присуствувате на пливачкото дефиле. Тоа е еден завршен церемонијал каде што ги покануваме и родителите и децата транспарентно да видат што учеле, што научиле и како тоа процесот на обука се одвивал низ фаза на еден начин на дружење, малку надпреварувачки дел, но пред се тоа е една многу пријатна енергија, многу пријатна атмосфера. Најважно од се е едукацијата. Без едукација не може ништо да се постигне. Во една сезона тука можат да се обучуваат и до 300 деца. Тоа значи дека 300 по 30, пресметајте вие колку голема бројка е. Да упатиме апел уште еднаш до сите оние кои што ќе го препознаат спортот пливање како нешто што е многу важно за нашите деца, зборувам,
да стасаме до финале и да имаме еден репрезентативен затворен, тоест внатрешен базен. Јас затворен зборот не би го користил терминот внатрешен базен и со тоа би се радувале сите. Покрај водените авантури, љубителите на белиот спорт можат да уживаат на 4 современи тениски игралишта. Тенискиот клуб функционира во школи, надпреварувачки тенис, рекреативен тенис, организација на тениски турнири од државно, од меѓународно ниво, од клубски турнири во соработка со останатите клубови од регионот. Тенискиот клуб има доста добра солидна бројка на членови, таа моментално се движи околу 70-80, значи во овој дел од сезоната. Имаме надпреварувачи, имаме школи, имаме 4 тениски терени, условите во самиот комплекс Маркови кули се доста добри на високо ниво, да не речам со тенисов може едни од подобрите во Република Македонија. Имаме опфатено возраст од најмали возрасти, да кажеме од 5-6 години па до 16-17 годишна возраст. Имаме деца што се во школи, во клубо, во надпреварувачки дел и во школи, а имаме и повозрастни кои сакаат да го изучуваат тенисот, кои сакаат да рекреираат, значи рекреативно. Имаме добра бројка и на рекреативци кои ги посетуваат терениве и играат редовно. Центарот нуди услови и за разновидни други едукативни програми за развој на физичката и менталната енергија на младите. Во Маркови кули, во ова студио, кој што немам коментар, како да кажам, многу сум задоволен, негде 5-та или 6-та сезона, сите услови ги имам. Децата се пресречни и најголемите успеси се од кога дојдовме тука баш на овој паркет и растураме низ светов. И од септември еве ги поканувам сите кои што сака да се зачлена кај нас. Значи од 1 септември напорно ќе работиме за светското првенство за во Полска и достојно да се прикажиме, и знам дека овие мали деца има и државни први места, државни формации во Балканско, да не ги менувам сега, многу се, така да заслужуваме еден почит и респект од нашиот град и од нашата држава. Тука сме како присутни веќе како фирма Маркови кули 30 години. Вложивме во овај спортски комплекс од едно запуштено место, направивме функционален објект на начин со што склучивме еден договор за јавно-приватно државно-приватно партнерство со државата, со јавното претпријатие и првин концесија па да се трансформира во јавно-приватно партнерство. Се формираат повеќе овдека објекти, меѓу кои мали базени, затворен базен, голем базен се реновира, спортска сала, кошаркарско игралиште, тениски терени, фудбалско игралиште и така натаму. Моментално, значи, па дневно во пливачи има на 300-400, мислам се што се во школите, а од 300 до 400 тука е бројката негде, а рекреативци си има доста голем број што си го посетуваат базенот. 2000 година, кога го презедов фудбалското игралиште, детската патика беше уништена. Ние вложивме доста пари, ја средивме, ја направивме. Фудбалската школа Тони работеше скоро 15 години таму и други школи работеа, меѓутоа се со времето се амортизира. Ние побаравме од понуди од разни фирми, ни понудија понуда од Струмица една фирма,
нова трева 80.000 евра. Тие се многу пари, не е развијан толку скоро, не може да звајме, ние на еден по-прифатив, по-ефтин начин тоа го правиме. Значи, еве година, 2-3 го ораме, вадиме со трактори, извадовме троска или плевел на Прилепски, кој е многу опасен, ако остани. Летово го израмнивме, повторно го прскаме и од септември сакаме да го реновираме, така да од година се надевам дека ќе биде во функција. Направена е идеен проект и физибилна студија. Таа студија е веќе 10 години, 15 години, доработуваме цело време и нашата анализа кажува дека затворен базен само за наши потреби тешко би опстанал, не тоа прилика беше и во другите градови, кај што многу се жала на големи трошоци. И овој еден проект е за пошироко, значи за регионален центар, да наречен Балкански центар. Со спа центар, со за рехабилитација и така натаки. И имаме инвеститори, за жал два пати ни бегаат инвесторите, оти бавни се институциите. Не викам дека не сака да се бавни во реакцијата и се надевам дека барем овај пат ќе имаме тука и заинтересирани странски инвеститори. Јас би апелирал до владата и до градоначалникот да почнат да размислуваат, значи, за државното приватно партнерство. Тоа е еден од начините. Еве, западни земји, Франција, Германија, спортот тука најдобро на тој начин работи. Значи, еве и ние нудиме дека ќе го направиме без да трошиме буџетски пари, значи без да ги трошиме парите на граѓаните. Со средства од инвеститори ќе го направиме тоа, ќе биде во услуга на граѓаните. Одговорот се чека од владата, писмено е поднесено и до Генерален секретаријат и до градоначалникот. Се слушаме со градоначалникот да рече дека ќе го разгледа и чекам позитивен одговор. Спортско-рекреативен едукативен центар Маркови кули Прилеп. Одлично место за едукација, рекреација и правилен развој на спортската енергија во Прилеп.